од еден лаптоп, еден човек, во исто време да работиш, не знам, на маркетинг, на девелопмент, на сейлс. Значи, ова е денес како функционира моментално светот и на кај се движи. Ова не е хајп бај да е, ова работа. Јас веќе така работам, продуктивноста е премногу зголемена. Лудило е. Ајде, здраво на сите. Денес ќе после долго време работа и Deep Focus ќе снимаме едно видео што е многу интересно. Барем мене е многу интересно, возбуден сум, односно ќе ви покажам како до крај на видеото ќе знаете за AI и како луѓе работат денес и како една компанија се води со AI денес, односно како сите департмент се водат од маркетинг, финансијалс и слично. Всушност последниот ньюслетер што го пуштив пред недела 2 беше токму тоа и добив десетици пораки назад и луѓе ми пишуваат дури на WhatsApp приватно дека е прејак ньюслетер. И свесен бев за тоа искрено и јас бев возбуден да го опишував последниот ньюслетер и за истото сакав да снимам видео, зашто мислам дека е многу интересно, односно многу ќе ви даде clarity или јасност, чистина што денес се случува и како се работи со Claude Code, како луѓе работат, како се водат денес компании со помалку луѓе, помали тимови. Така да останете до крај на видеото, се ќе ви стане јасно, усвари ќе имате чистина и помалку анксиозност во светот денес. Ако го изгледате ова видео до крај, тоа можам да ви го ветам. Така да би сакал да почнам од всушност ова моментално кај мене на локална машина, нели, што ќе ви споделам презентацијата, но ќе ја споделам, ќе биде на value.builders.mk. Навете се таму и при најавување, нели, сте директно зачленати во ньюслетерот каде што стварно праќам valuable или вредни ресурси еднаш неделно, во последно не беше еднаш неделно, но ќе гледам што ми имам нешто да праќам се почесто, така да на Value Builders МК ќе го имате и се ова денес што го снимам. Ајде да почнеме, значи што е интересно, пази сега денес. Прво сите треба да научите што е терминал, секој компјутер на Mac, на Linux има нели терминал, на Windows исто. Claude Code е главната работа која што денес ја користат сите за да креираат, за да градат, за да продаваат, за да брейнстормаат, да добиваат идеи. Claude Code е најмоќното нешто што е појавено нели последните месеци и многу лесно се инсталира на секој компјутер и буквално и многу лесно се користи, е премногу моќно. Односно во терминал само се пишува Claude и тука го имате тој таа конверзација усвари со AI што е многу моќна. Ќе ви кажам зошто. Но замислете дека всушност што сакав да кажам дека од еден терминал, замисли дека од ова тука од едно место можеш да го градиш продуктот, можеш да креираш маркетинг стратегија, да постираш на Instagram, на LinkedIn, на Reddit, на Twitter. И во исто време можеш да праќаш мејлови од тука од едно место, а при тоа Claude цел контекст го знае и знае ти што градиш, знае која маркетинг стратегија ја користиш, заедно ја креирате и од таа стратегија креира visuals, ги постира на Instagram, на LinkedIn, праќа мејлови, се од тука од едно место и се знае, контекстот го има на едно место. Значи ова е лудило, буквално компанија од едно место тука да менаџираш од еден терминал. Ќе ви покажам сега како. Значи тоа е целта и многу лесно е ова. Многу лесно се инсталира, многу лесно се тапира. Главниот предизвик понатака е тој што го води нешто, всушност, тој што го менаџира и тој што ја вози колата, да има нормално да биде да има мозок да знае како да го насочува, што да работи, да му дава инструкции и слично. Сега, ќе дојме пак до ова. Ќе почнеме од всушност од малку поназад да ве воведам што се случува денес во светот. Односно до крај на оваа презентација идејата ми е да ви кажам јас како работам и како многу други луѓе што перформаат работат и усвари како денес how to run a company in DH, односно како денес се оперира компанија во свет на AI, во AI доба. Прво нешто сакам да споделам кратко само пред да навлеземе е дека денес, дека се уште тие што не се навлезени, дека се уште е рано и дека мораш што повргу да навлезите сите, односно да навлезиме да го користиме нешто, затоа што имаше нешто интересно што го прочитав пред некој ден, а тоа е дека нема AI да не замени нас.
луѓе што користат AI ќе ги заменат луѓе што не користат AI. Ова е факт. Ова е најточно нешто да знаете. Така да ова сакав само кратко ви споделам дека денес буквално не си доцна. Ако навлезиш денес да го користиш ова сега што ќе ти кажам денес со клоткот и како да креираш идеи, да брейнстормаш, да градиш, ти си моментално рано. Зошто? Затоа што 96% од луѓето статистички имаше статистики, овие се менуваат, немаат искористено апликација во светот, односно уште поинтересно е што овој сетап што ви го кажува моментално само 0.04% во светот го користат, што е лудило. Ова се статистики од GitHub, од Claude собрани. Тоа е точно. Односно, како тоа е преведено во индустрии, софтвер инженеринг индустријата е таа што е всушност најмногу на некој начин заменета од агенти од AI. Другите индустрии како, не знам, маркетинг, копирайтинг, sales, CRM се уште не се толку заменети, огромна можност, огромен opportunity постои. Всушност моментално зошто е ова така? Затоа што моментално нели најмногу AI знаат да користат и да градат AI enabled продукти, инженери, луѓе што се tech people во tech индустријата, заради тоа најбрзо се заменува софтвер индустријата. За разлика од другите индустрии, како што се, не знам, cyber security, customer service, тука, sales and CRM, се уште не се толку, се уште не се сатурирани, се уште постои огромен простор за продавање, градење tools, што всушност ќе помогнат за автоматизација во тие индустрии, за поголема продуктивност и така натака. И тоа е многу интересно, односно, моментот ми е тука дека буквално многу сме рано моментално. Наредниве години ќе има огромен пресвр, така да што повеќе користиме, што повеќе учиме денес, да ги користиме овие tools и работиме, така толку подобро сме позиционирани во светот наредните неколку години. Ова е буквално како во, не знам, 2012 да учиш mobile development и all in да градиш mobile apps наредните 2-3 години. И имаш всушност огромна можност за работа да најдеш, за апликации да продаваш и слично, буквално истото. Се што е интересно, значи како се работи една компанија, има departments, всушност нели има Chief Executive Officer и имаме departments како Engineering, Finance, Marketing, Product, Sales и Support. Овие се главните и всушност сите комуницираат меѓусебно. Значи ова е усвари стариот начин, јас би рекол, како една компанија работи. Постои некаде дата или некој си мозок каде што сите запишуваат на едно место и комуницираат меѓу себе преку документи, Google Docs, не знам, Slack, Discord и така натака. Се што е интересно. Моментално што се менува во светот е следното, значи години уназад на почеток во фабриките, просторот во фабриките бил оптимизиран за раце и за луѓе, каде што луѓе работеле со своји раце пред индустриализација. Откако доаѓа индустриализацијата, подот во фабриките се оптимизира премногу за машини, нели? Всушност се реконструира, да речам, тој под за да е оптимизиран за машини, нели? Луѓе да ги работат тие машини. И сега во свет на AI, што е многу интересно, се менува, пак има нов шифт, каде што всушност продакшн флорот е моментално агенти, работат сами и некој од горниот спрат прави observation или прави преглед, следиш се што се случува и дава инструкции, менаџира, буквално ги менаџира агентите. Натаму оди светот, значи from hands on to eyes on, значи нема веќе раце, буквално само има се повеќе агенти, а луѓето што ги менаџираат седат горе, следат и даваат инструкции. Односно во свет нели во софтвер индустријата како изгледа тоа, претходно сите користиме Notion, Linear, Basecamp и слично. Интересно е што претходно, нели ако некој користел Jira или Linear да кажеме, во Linear project менаџерот треба он да се најави, да влезе, он да пишува тикетс, да менаџира и така натака. За разлика од сега, каде што агенти го пишуваат тоа, агенти, тој што е уствари project менаџер или CEO или board member, небитно,
користи Claude Code или всушност некој си тул како или всушност некој друг харнес како Claude Code GPT и слично за да пишува за да дава инструкции за агентот да пишува во тој тул и да работи во тој тул како Linear, Notion и слично. И всушност светот се менува од workshop до Windows. Значи ние сами не пишуваме веќе, не објаснуваме таскови задачи во Linear во Notion, туку ние следиме што всушност агентот запишува и комуницираме со агентот, а агентот го менаџира тој простор. Натаму оди светот, значи. А тоа е многу интересно. Сега што е агент, зборуваме, сите зборуваат агенти, што е поентата со агент? Зошто агент? Значи chat versus agent, ова нели очигледно е, но можеби има луѓе што не им е јасно. Кога излезе Chat GPT, всушност се беше chat based, нели, на почеток. Ти прашуваш нешто, AI ти дава одговор и ти ја бркаш работата, ти ги завршуваш задачите. Наспроти сега, каде што тотално е сменето во светот и веќе натаму оди, агент е, ти му кажуваш што да правиш, му кажуваш проблемот на агентот и тој ја завршува работата. Ти не ја завршуваш работата, ти само го менаџираш агентот, следиш тој што прави, што гради, какви маркетинг материјали прави, па му кажуваш не вака, направи така, смени го, подобри го тој и така натаму. Значи што е разликата? И сега што е всушност агент? Агентот е 4 нешта што работат заедно, 4 столба, 4 клучни работи се битни за еден агент, а тоа се мозокот што размислува, односно LLM-от или Large Language Model, Reasoning Engine understands language, makes decisions, прави одлуки, односно всушност нели јазикот. Другиот столб и битен дел е луп да постои, односно агентот мора да има луп каде што ќе тера додека не ја заврши работата, не запира додека не запира само на еден одговор, односно цело време работи додека не ја заврши работата. Третиот битен дел е алатките, односно агентот има пристап до алатки, како, не знам, Gmail, алатки што извршуваат код или што проверуваат имейл, што му даваат пристап тој да има широк опсек на работи што може да ги заврши, да повикува API, да едитира фајлови и слично. И последниот и многу битен дел, уствари најбитен, што е клучен како и треба да знаеме добро да го изменаџираме, контекстот. Односно контекст се зачува, агентот се што прави, треба да запишува и да чита од некаде. Conversation history, меморија, skills и слично. Да знае што прави, од каде чита и каде запишува. Тоа е всушност што еден агент сочинува денес. Сега многу е битно кога работиме со агенти всушност и менаџираме компанија со агенти луѓе, кога работиме, не знам, градиме продукти, јас ако седам и сам работам со агенти на мојот продукт и на мојата компанија, многу е битно да не размислуваме на улоги, на jobs, туку да размислуваме на workflows и на steps. Што е многу битно, зошто? Затоа што всушност агенти се прават не за jobs. Не можеш ти да направиш агент за маркетинг. Ти си маркетинг агент и работи се на маркетинг или на пример на видео едитор. Туку треба му кажеш точно што видео едитор прави, кои се тие чекори за агентот, што агентот треба да ги изврши за да го замени видео едитор. Например, сега светот не I need to hire an editor, I need an agent for each step. И всушност ги мапираме сите чекори што едитор би ги правил, например дека едитор завршува 6 работи, да речеме turn the recording into text, find where the speakers change, find the most exciting moment in each clip и така натака, неколку steps. И овие чекори всушност се мапираат за да се всушност овие 6 чекори го сочинуваат целиот едитор, ама кога ќе мапираме овие 6 чекори, може да го креираме тој агент и агентот точно да знае што треба да направи, дека треба прво рекордингот да го претвори во текст, после да ги најде сите спикери што што зборуваат и така натака. Тоа е многу битно. Значи кажав агент што е всушност и дека 4 нешта што работат заедно и многу е битно ова да размислуваме во workflows, во steps. Сега, сакав аналогија да ви дадам, аналогијата би била дека денес, ако може и со коњ и со кола, значи всушност колата е еден агент. LLM-от е моторот, или моторот е LLM, Large Language Model, а harness е шасијата на колата што ги спојува сите работи, е всушност agent harness.
аналогијата е треба размислуваме како кола. Значи LLM-от е мотор, harness-от, agent harness е шасијата, тоа што го спојува се, шасијата што ги спојува сите елементи на колата, и всушност тие заедно ја прават колата that you can drive всушност. Сега денес колата всушност што ја користиме е Claude Code. Значи јас го возам Claude Code, а Claude Code има пристап до сите други работи. Јас му кажувам кај да вози, што да прави всушност, ако може така да се каже. Сега тоа кај води, како изгледа модерен MBA, како изгледа една компанија, како денес се работи. Тоа е еден возач, еден харнес, појас и 5 шини. Значи ова е денес буквално модерен начин на водење компанија. Не е ни модерен, ова е најпродуктивен начин на како денес да водиш компанија со се, од девелопмент до маркетинг до селс и слично. Всушност, што се случува, значи го имаме Claude Code, имаме еден терминал, еден чет, што има пристап, ние го возиме Claude Code на 5 шини, замисли. Значи, всушност, имаш шина development, search, operations, outbound и audience. Сега што е тука интересно. Ти имаш еден терминал, значи го имам јас терминалов, тука. Овој терминал, Claude Code, значи тука овај чет, јас можам да комуницирам со Claude Code, да добивам одговори, да правам што сакам. Claude Code тука е поврзан и ќе ви кажам како се поврзува со сите овие шини. Значи тој има пристап до мојот продукт, до GitHub, базата на податоци, до Stripe, има пристап до Search Layer, значи fresh data ни е многу битно, тука ставаме Perplexity и други tools, поврзани се во овој Claude Code. Има пристап до нашиот Operations Brain, што е всушност Obsidian, Google Docs може да биде, Notion и слично, каде што чита и запишува. Ова е клучна работа, зашто тука всушност е мозокот, Operations Brain, тука се сочинува. Зашто Claude Code не може да памти се туку така од денови ти, ако комуницираш со него, и од денови разговор да ги памти, мора да ги запишува и да чита од некаде, и тие податоци, пази, мора да бидат структурирани. Тоа е интересно. Значи Operations има пристап овој терминал до Outbound, односно има пристап до tools како Apollo Instantly HeyRich, каде што ти можеш тука да му кажеш, ај се пушти порака на имејл до сите лидови што ги имам во ConvertKit или во некоја листа, нели, пушти им порака. Прво, не знам, ќе изградиш некој фичер на продуктот, ќе го измаркетизираш, сега ќе му кажеш, сега пушти порака. И пази, не ни мораш да отвориш ти веќе HeyRich, Instant или не знам тука, не ни мораш да отвориш Perplexity или Google за да добиваш податоци. Од едно место, од Claude Code, од терминалот, комуницираш со сите овие шини, ги возиш шините. И последната е Audience. Од истото место, буквално, ќе поврзиш тул како Postbridge, FreePick и HeyGen, каде што од тука ќе му кажеш сега направи ми некој си вижуал и направи ми некој пост за Instagram и на LinkedIn и ќе му кажеш постирај го сега на сите мои, на TikTok, на Instagram, на LinkedIn и слично. Значи ова е лудо. Значи всушност денес возачот, харнесот е Claude Code, зашто замислете на конј, всушност појасон што и сите тие јажиња што се на конјот тука, што му се тие ставени, не знам, на главата, тоа е харнесот што ги спојува сите работи. И возачот и јавачот сте вие го јавате нешто всушност, или со колата. Или тука го возиме Claude Code на 5 шини. И од едно место, и затоа возачот е многу битен за judgment, и како го возиш нешто, кај ја возиш ти колата, кај одиш со конјот, и што му кажуваш, нели, ја направи всушност. И ова денес е како се работи една компанија, и буквално јас како работам. Ево баш ќе ви покажам пример. Мојот Operations Brain е Obsidian. Јас се ставам во Obsidian. И сега Claude Code имат пристап до Obsidian, например Signal постпродуктот што моментално јас го градам. Пази, значи тука, види се, има engineering, finance, marketing, product и слично, и други документи што сум ги ставал. Claude Code запишува тука, ништо јас немам запишано тука, јас не пишувам тука податоци, Claude Code го запишува и го чита. Јас го менаџирам Claude Code. Го градам продуктот, ми требаше да имам GTM стратегија, go to market, како да излезам на пазар, како да продавам. Напред-назад комуникација со Claude Code ми направи цела GTM стратегија, beta launch plan, public launch checklist, дури ми направи LinkedIn profile optimization, зашто он знаеш на што работиме на Signal Post, дека работам на тул за LinkedIn и слично, и дури му кажав, ај сега напиши ми постови за LinkedIn, за X и слично. Значи немам мрднато, јас всушност од терминалот тука. Сега ова, значи Claude Code е на некој начин. Јас сум board member, да кажеме, ево на Signal Post го работам,
всушност сум board member, Клод Код е на некој начин и CEO всушност, или јас сум CEO и му кажувам што да прави тој, како да ги вози овие работи. Некако многу е јако. Интересно е што тука можеби некој можеш и паралелно. Всушност што е интересно, тука можеш да отвориш Клод 2 сесии. Еден за нешто да работи, на пример на маркетинг, друг да работи на продукт, трет на sales. Лудило е. Значи поентата денес е всушност да се разбие, значи што е интересно, што е најбитно. Е се ова за да го структурираш ова ќе ви покажам како, ама идејата е да разбереш како работи една компанија, кои се битни работи за една компанија да постои и да се продава. Значи овие 5 шини се клучни всушност. Зошто јас ги имам овие 5 шини ставено? Затоа што пази за search ти мораш да имаш fresh data, значи мораш да знаеш што се случува денес во светот, да добиеш дата, зашто не можеш ти да градиш продукт, да водиш компанија без да имаш свежа дата. За било што за тоа што го правиш, research и слично. Operations brain, секој бизнис всушност има operations. Јас претходниот бизнис ми беше во Google Docs и во Linear. Сите документи, SOPs, односно SOP е Standardized Operational Procedure, нели процедури за како нешто работи, како некој треба да работи со нешто во компанијата. Тоа е operations, мора да постои. Нема шанси без тоа. Моментално мене ми е Obsidian. Outbound, значи има некои што не прават outbound, можеби на audience продаваат, во смисла градат audience, па тага продаваат, добиваат customers, корисници за продуктот, но ги вметнав тука зашто овие се сите тие шини. Значи ако ги поврзиш ти овие е лудило. Замислете го флоуто каде што градиш продукт од Клод Код поврзан, ти градиш некој фичер или почнуваш од нула продукт, веќе има контекст Клод Код во Obsidian запишано, му викаш сега од тука провери компетитори, зашто го имаш поврзано Perplexity и други tools, проверува компетитори, ти прави некој компетитор анализис или анализа на конкуренција, ги запишуваш и тие во Obsidian и од тука му кажеш ајде направи ми уникатен positioning, уникатен англ како јас да се позиционирам со тулот. И после имаш tools поврзано за audience и за outbound и ти прави и уникатен англ, ти прави и постови за LinkedIn, за mail и слично, и плюс ти прави outbound стратегија. Значи до таму дојде светов кај што денес, затоа викам јас најбитно е clarity и distribution денес. Значи пази што е интересно, ти можеш да градиш, јас многу добар сум инженер, продукт човек, можам 50 продукти да изградам во еден месец, ама буквално е џабе ако немам distribution и clarity. Сега што е clarity? Clarity е моментот каде што треба да знаеш што да градиш. Ова може да стане ментална мастурбација, затоа што можеш да си играш со вакви сетапи, да местиш, да поврзуваш tools и да ти е јако, ама на крај на денот многу е битно да знаеш како да го возиш ова правилно, clarity што треба да изградиш, всушност и distribution како да го дистрибуираш тоа што го градиш, како да најдеш луѓе што ќе купуваат, зашто тоа е многу тешко, заради тоа јас навлегувам сега во LinkedIn, во Go to Market и слично, зашто тоа е потешкиот дел. Многу лесно може да се заглави денес со градење со features. Сега ќе ви покажам дури како изгледа ова, пази што е интересно. Значи ова го зборнавме дека here's where each all job goes now. Значи, усари не размислуваме сега во department толку product marketing sales, туку повеќе нели во ако е marketing audience шината, idea, script, thumbnail, post и слично, ако е sales outbound и слично, ги размислуваме повеќе како workflows, не како departments. Сега како се сетапира ова, значи тие шини всушност треба Клод Код, многу лесно ова ќе ви кажам и како се инсталира, многу лесно се инсталира Клод Код и многу лесно се поврзуваат тие tools за Клод Код да може да ги користи. Односно за development се поврзува GitHub, Vercel, Supabase како database, Stripe за наплаќање и други тулови. За search се користат најмногу Perplexity, Exa и Firecrawl. Односно овие tools многу лесно се инјектираат, се ставаат во Клод Код. И ако му кажеш ај се направи ми ресерч последнава недела што се случува во светот, не знам, на економијата, на финансии, буквално веднаш ви враќа Клод Код. Search е многу битно. Operations brain, некој јас Obsidian ми е многу моќен зашто MD фајлови или Markdown фајлови користи. Го имам поврзано, односно на Клод Код му кажувам на пример читај од Obsidian. Read, на пример, да речеме read all files и му кажувам тука всушност дека фолдерот ми е Obsidian во downloads, мене по downloads, Obsidian Signal Post на пример. Му кажувам тука, ги чита сите,
Тоа е нели Operations Brain, кај што се чувам јас, Operations Brain, Obsidian. Outbound го поврзуваме Apollo Instantly Heritage, Heritage имаат MCP и сите овие имаат MCP, всушност за да можам нели од Cloud да му кажам сега почни кампања на LinkedIn за ова што го градиме и праќај пораки до сите ICPs, Ideal Customer Profiles. Audience има тул како Postbridge и FreePick и HeyGen, всушност ти даваат, ако креираш кај нив акаунт и го поврзиш со Cloud Code, можеш од едно место да закажиш, да скеджулниш постови за сите социјални мрежи. И всушност тука од Cloud Code, зашто имаат нели тие може да се стават во Cloud Code, можеш од едно место да пуштиш, да ги пуштиш тие всушност да креираш и да постираш секаде на сите социјални мрежи. Како ова всушност зошто работи сега, ако некој не ме разбра како овие тул се ставаат во Cloud Code, се ставаат преку така наречен MCP Model Context Protocol или Model Context Protocol, најлесно да се свати е translator, односно преведувач. Всушност Cloud Code зборува англиски, MCP е тој што преведува. Овие тулови како Notion, Gmail, Slack, Browsers, тие го имаат прилагодено нивниот тул, нивниот софтвер, да Cloud Code да може да ги разбере преку тој MCP, преку тој Model Context Protocol. И заради тоа, например, Notion ти кажува, ево, вака треба мене да ме ставиш во Cloud. Heyreach исто и другите тулови. И така ти сите тулови што ти се потребни, креираш кај нив акаунт, ги ставаш во Cloud и од едно место менаџираш се. Буквално сите тие 5 чини што ги дискутирав. Ево како изгледа всушност ова е слика, сега само што ви покажав. Например, можеш да имаш CTO, CMO, Outbound, 3 сесии со Cloud. Од еден лаптоп, еден човек, во исто време да работиш, не знам, на маркетинг, на девелопмент, на sales. Значи, ова е денес како функционира моментално светот и на кај се движи. Ова не е хайп, by the way, ова работи. Јас веќе така работам, продуктивноста е премногу зголемена. Лудило е. Како се тапира, значи за тие што не знаат, by the way, ако Cloud Code многу луѓе јас што комуницирам го има, значи ова ако има некој што не користите Cloud Code, подитно затоа што ќе јас дали си адвокат, дали си сметководител, било која индустрија мораш подитно да го користиш. Многу лесно се инсталира, значи има кај нив на сајтот Cloud Code install ќе напишете на Google. И тука има документи, многу лесно се инсталира, со една команда во терминалот се инсталира. Значи после имате Obsidian, ќе го инсталирате исто така, ќе му даете усвари на Cloud Code пристап, ќе му кажувате да чита, да запишува во Obsidian. Cloud.md, ова е Markdown, ова е главниот файл каде што усвари почетниот, не знам, главното нешто. Всушност сите референции ги зачувате во Cloud.md и тука му кажувате high level која е сликата, дека всушност работиме на продукт, на бизнис, ова ни е нас позишенинг, ова ни е планот и слично. Cloud.md е главниот файл во фолдерот. Plug in your first rail всушност е, например, Perplexity Search. Ова се како се ставаат сите tools во Cloud. Многу лесно е, со една команда. Cloud MCP add Perplexity. Исто за Heyreach, за Postbridge и слично. Лесно се ставаат тие tools во Cloud. Петтиот чекор е, всушност му давате реален проблем да решава, да работи и буквално вие после гледате тој што работи моментално. Значи јас ево ќе ви дадам пример моментално, на крај ова е толку е ова презентацијата, Open your terminal, go build. Ќе ви дадам пример да кажеме моментално неам, ево отворив една сесија со Cloud, тука ќе ја квитнам, нека бидете една само. Тука имам сесија. Сега моментално тој не знае ништо, треба му кажам. Можам да му кажам you are co-founder of Signal Post. Read all docs under, да му дам пристап до Obsidian, Signal Post, before we start working together. Сега всушност ја започнав сесијава и му давам референца до Obsidian, до Mozoko, всушност до Operations Brain, каде што се е зачувано за Signal Post, каде што претходно со него, со Cloud сум читал, сум запишувал работи, ама не знам, сум го исклучил лаптопот или сега наново доаѓам и всушност ако ја немам сесијата, тој мора да прво да влезе во тој brain за да види што усвари за што се работи. И сега
тој моментално пребарува и ги чита сите тие работи и се ќе всушност ќе има цела слика за сигнал пост за продуктот што го градам, од почеток до крај, позиционинг, план, што сме правеле, како сме правеле и слично, за од тука да можам јас да му кажам, окей, сега е проблем блокер, ние треба да работиме пример на development или треба да работиме на outbound или на audience, да правиме маркетинг стратегија. Али всушност тоа е целата работа, значи не е филозофија, буквално ова само ден-два ќе ви треба додека се навикнете и ова е лудило. Ова е лудило. Значи ова by the way не зборувам за хајп, ова да се разбереме, ова не е нешто што ќе ви донесе пари, финанси или ќе направите со ова пари. Ова е како на кај оди светот, како се работи денес, како продуктивноста да ви се зголеми. А парите ќе бидат by product на skills, на вештини на овие работи, како ги користите овие работи. Буквално јас што правам, значи се случува да пишам некој промпт, да работам на маркетинг или на продуктот и да му треба 2-3 минути додека го работи, додека го ресерч прави за нешто, си зјавам кафе, пијам и го гледам, размислувам, отварам мејл и всушност тоа е што го спомнав со фабриката, значи моментално имаш агент, имаш буквално, не знам, агенти, роботи, гледаш ти шо прават, ама ти ги насочуваш. Тоа се случува денес, тоа е, но не само денес, тоа натаму оди, јас сум 1000% сигурен. Немам размислено како ова е најдобро, како ако си тим поголем, како ова најдобро, како можете најдобро да колаборирате, немам размислено реално се уште, ама нешто јас што правам моментално, со ние сме пошто помал тим, на пример јас во Obsidian, кога ставам работи со Клоко, зашто тука имам многу работи, ова ми е кој individual brain мене, индивидуален, не можам ова се да му префрлам на некој на колега или слично и читај да му кажам, зашто лудило е, кога многу податоци се и всушност нешто што ми работи е тука мануелно сам ги проверувам и тоа што сакам да го пренесам на колега, од тука го нели сам го вадам и го пренесувам всушност. Делот што јас сакам да го пренесам за колаборација, зашто иначе ако тројца работиме на истиот принцип и сите имаме Obsidian индивидуални мозоци вакви, многу хаоски ако се нафрлат сите податоци на едно место. Ете, на пример тука ова заврши, ми врати се, вика, a few things I'm holding in my head as your co-founder, ready to push back on when relevant. Викат, you're behind on the beta activation, пази ми, the agency model на LinkedIn API migration boat, значи се прочитал, ми кажува дури неколку работи што ги воочил или слично. Сите 50 документи ги прочитал. И сега тука јас можам да му кажам, например, act as или да му кажам your ex Twitter expert, craft define a strategy for me for now to follow when promoting the tool on X, as well as write a few posts, few tweets или posts, како е небитно, tweets that или овдека не for now, for me ќе му пишам. Зашто заедно работиме, that I could post. Ќе можам few viral ќе му пишам tweets that I could post, на пример. И всушност сега моментално тој знае се за Signal Post, за тулот што го градам, зашто прочита и сега му викам, ти си Twitter експерт, креирај стратегија и напиши вирални неколку постови. Аген, може би нема бидат вирални или не знам, нема веднаш да работи, треба провериш, да видиш, да размислуваш, али поентата дека ова е исто како да имаш интернет, како да имаш интернет заработен и како да му кажуваш па да проверуваш. Ги имаш тука моментално. Тоа е целата поента. Додека го чекаме, значи ви кажам, ова ќе биде ќе оставам презентацијата на value.builders.mk и многу ќе ми значи ако ми пишете фидбек и комуницираме за ова и општо фидбек за некој, ако има некој други инсайт како работи, што би помогнале, така да би ми било многу од корист. Океј, значи тука да видиме што направил. Стратегија ми направи. Daily routine morning throughout day, што треба правам Friday и слично.
profile setup за X ми направи 6 tweets to post this week. Всушност цела стратегија. Сега, ова можам да му кажам, запиши го во Obsidian како стратегија X, или да му кажам, или и претходно, и дури можам во Cloud MD фајлот, нели што го дискутиравме, ако во еден фолдер имам главен Cloud MD фајл, да му кажам на секоја интеракција запишува во Obsidian, но јас сакам да проверувам, па да му кажам мануелно што да запишува во Obsidian, а што не. Али ја сваќате поентата, што ми направи цела X стратегија, маркетинг X стратегија за Signal Post тулот што го градам. Исто можам да го направам, сега да му кажам направи outbound стратегија за LinkedIn, за не знам, за email newsletter. Сега изгради го овој фичер, дај да го измаркетизираме, постирај на social media, на Instagram и така натака. Да, лудило. Така да мислам дека толку од мене, толку сакав да ви споделам. Интересни времиња се моментално, од ден за ден се менува светот, нови алатки излегуваат. Антропик сега нели Антропик извадија и managed agents, каде што можеш овие агенти да ги всушност да работат 24/7 за тебе без да си тука да им кажуваш само што да прават, да им даеш една акција и да работат. Секојдневно излегуваат такви нови работи и всушност два патишта има, две опции, или да се тргнеме и да следиме што се случува во светот и или да не се замараме, ништо да не правиме, или да трчаме вака да ги бркаме, да ги учиме овие работи како да ги користиме. Првата опција многу ми е одбрамбена, јас не сум таков човек, така да јас сакам цело време да видам што се случува, да ги користам и да сум on top of the things. И мислам дека иако делува може да биде анксиозно, затоа што нели многу работи излегуваат и тешко да се снајдеш, али кога ќе почнеш слушаш да го користиш, кога ќе почнеш да следиш видео, кога ќе почнеш секојдневно да користиш, да конзумираш вакви работи, со тек на време си тука, си следиш се и немаш анксиозност, всушност позициониран си добро за времињата што доаѓа. Така да на сите ве охрабрувам и пишете ми, јас со сите сум отворен, комуницирам на LinkedIn, на имейл, на WhatsApp, нели ако на некој му треба помош, фидбек, што и да е, тука сум. Идејата е заедно да ги прифатиме овие нели нови времиња, нови начини на како се работи, како се гради, како се девелопира и слично. Зашо тешко е сам денес. Иако интересно е, пази светов овој натаму каде што можеш се сам да правиш, ама интересно е што пак ти треба луѓе да се поврзиш за нели заедно да следите и заедно да си помагате во овие работи всушност. Тоа е интересно, сега ми текна. Така да фала и се слушаме, се гледаме во newsletter и на LinkedIn секако.